Good evening. This is Peter Vratkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Среда, 2 август, е големиот верски национален ден, Илинден. Верски посветен на свети пророк Илија, а национален, пошто се удрени темелите на државноста на Македонија преку заседанието одржано во манастирот Прохопчински. Заседанието Аснум. По повод големиот верски ден ќе се одржи света служба од 9 сатот сабајлето. Потоа ќе се одржи панохида пред споменикот на Гоце Делчев надвор во дворот, во чест на паднатите во станици од илигденскиот период. Потоа борците од Втората и Првата светска војна, како и настаните од 2001 година. После тоа сите организации од нашата општина ќе положат свежо цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев и ќе се прочита мала историја околу Илигден и Гоце Делчев. Нека ни е честит вековит овој голем ден. Ова соопштение е од нашата управа овде во Ньюкастел при Македонскиот културен центар и од пензионерското друштво Гоце Делчев. За големиот празник Илигден среда се одржува служба како и секоја година, а после службата се оди надвор во црковниот храм. Пред споменикот на Гоце Делчев се чита панахида и после тоа се оди во салата каде ќе има мезе за сите присутни и еден пијалок од управата овде во Ньюкастел на пензионерското друштво Гоце Делчев. Се организира концерт во нашиот македонски културен центар Ньюкастел со најпопуларниот од убава Македонија, Јордан Митев, во придружба на неговиот оркестар исто од убава Македонија. Во Ньюкастел доаѓаат во сабота на 21 октомври со почеток во 7:30 часот вечерта. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073, кај Пида Драгарски на 0414 22 3214 и кај Ристо Веловски
на 0414 296910. Сите заинтересирани да бидат членови во нашата македонска заедница овде во Њукастел и нашето пензионерско друштво Гоце Делчев во Њукастел можат да си ја плата својата чланарина за ова година исто по $10 по лице. Соопштение за жителите во Њукастел и околината. Како што знаете, се организира ручек, дајке или дневна грижа во нашиот македонски културен центар секој вторник. Како што беше порано, само сега ќе биде спонзирано од нашата заедница овде во Њукастел. За повеќе информација околу ручекот, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434 429166. Важно соопштение од државните и здравствени институции и установи овде во Австралија. Како што знаеме, вирусот COVID-19 уште се шири повторно и затоа да бидеме повеќе пажливи каде одиме и да се придружуваме со мерките од здравството на државава. Ако се осеќате нешто недобро, тогаш седете дома, одморајте и многу е важно да се тестирате, за да бидете сигурни што да правите каде да одите понатаму. И уште едно соопштение, пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 12 и недела на 13 август. Овој пат пакетите коштат само $130 за све и мора да бидат 32 килограми по пакет. Да слушниме нешто повеќе за концертот овде во Њукастел што ќе се одржи во нашиот македонски културен центар на 21 октомври сабота. Почитувани дами и господа, Република Ентертейнмент со гордост ви најавува спектакуларен концерт на легендата на македонската народна музика Јордан Митев, заедно со неговиот оркестар од Македонија. Сабота, 21 октомври, Macedonian Community Hall, Њукастел. Почеток 7:30. Карти кај Петер 0411 673 073, Петер Д 0414 223 214, Риста 0414 296 910. Не пропуштајте да бидете дел од најдобрите концерти со неповторливиот Јордан Митев. Сабота, 21 октомври, Macedonian Community Hall, Њукастел. Се гледаме. Да проследиме нешто за Илинден. Почитувани верници, потомци, следбеници и представници на Македонската православна црква, денес на овај ден Илинден и оддаваме почит и ја славиме традицијата на нашата славна илинденска генерација, традиција што не задолжува и не обединува. Илинден е символ на слободолюбивата македонска душа. Тој е познат како аманет за сите генерации македонци. Тој е бунт против неправдата и стегите на робството, а во робството никој, па и македонецот, не може ни културно, ни национално да се изразува. Имаме ние и чест и слава, имаме ние древен антички род, земја што светци и херои раѓа, за да бидеме достоен род. Имаме име што векови трае, имаме сонце на бајракот наш, имаме срца за љубов и песни, за да бидеме безсмртен род. Имаме ние отворени рани, синиот Еге и пиринот Горд, но чуваме завет од предците за да бидеме обиденет народ. Македонија ја слави годишнината од својата државност, втемелена на трите историски датуми на трите Илиндена. Големото Илинденско востание го подготви Македонската револуционерна организација, формирана во 1893 година, предводена од корифеите на македонското ослободително движење. Гоце Делчев, Ѓорче Петров, Даме Груев, Јане Сандански, Питу Гули, но и други илјадници, кои се жртвуваа за слободна држава Македонија. На Конгресот во Смилјево 1903 година било донесено решение за кревање на сенародно востание против отоманскиот режим. Највисок дострел на востанието била Крушевската република, траела 10 дена, прва на Балканот, устроена по примерот на Пиринска комуна со преседател Никола Карев.
На вториот Илинден, првото заседание на АСНОМ, одржано на 2 август 1944 година во манастирот Свети Прохоп Чински и се удрени темелите на македонската државност, за што сонуваа и гинеа илинденците 4 децении порано. Крушевскиот манифест е прогласен декларација и одраз на целите на востанието напишан на народен македонски јазик. Осамостојувањето на Македонија од ЦФРЈ го представува третиот македонски Илинден. На 8 септември 1991 година над 95% од македонските граѓани на референдум гласаа за независна и суверена Република Македонија. Илинден е голем подвиг на мал народ. Голем затоа што е мерка за брзината со која Македонија созрева за организирање на масовно востание, запишале историчарите дефинирајќи го значењето на Илинден. 100 и повеќе години потоа современиците ќе оценат дека Илинден е темел на македонската државност, но и потсетник за идните борби и предизвици. Илинден е историска делница. Македонскиот национален проект започнува со векови наназад од словото Климентово до Печиновиќ, Миладиновци, Главинов и 100 години од македонските работи на Мисирков. Илинден е само круна на вековските напори на генерации кои се бореа за слободна Македонија, но и директен плод на цело еднодецениско активно действување на македонската револуционерна организација на чело со Гоце Делчев, Петров, Сандански, Карев и сите други нивни современици. Крушевската република е символ од илинденското востание на сите наши напори за собствена држава. Крунисана со првото заседание на АСНОМ 1944 година и осамостојувањето од ЦФРЈ во 1991 година. Светата илинденска идеја беше прифатена и од младата интелигенција која во Народно-ослободителната војна влезе со македонско знаме и со мислата за вториот Илинден. Војните единици ги носеа имењата на славните илинденци, а првото заседание на АСНОМ се одржа токму на 2 август 1944 година во манастирот Свети Прохоп Чински, прогласувајќи ја современа македонска држава. Принципите на Крушевскиот манифест се историски доказ за широко демократска, братска и космополитска ориентација на македонскиот народ за заедничка борба со сите етнички заедници на создавање на македонска држава. Сите тие вредности денес се вградени во Уставот на Република Македонија. Со нив се вградени и гарантирани човечките права и слободи, равноправноста и сожителството со своите сограѓани кои живеат во Република Македонија. Овие илинденски идеали и заложби беа инспирација за сите подоцнежни македонски генерации, револуционерни борци, дејци, политичари и државници. А сега да ослушаме соопштението за Јордан Митев. Почитувани дами и господа, Република Ентертејнмент со гордост ви најавува спектакуларен концерт на легендата на македонската народна музика Јордан Митев, заедно со неговиот оркестар од Македонија. Сабота, 21 октомври, Macedonian Community Hall, Ньюкасел. Почеток 7:30. Карти кај Петер 0411 673 073, Петер Д 0414 223 214, Риста 0414 296 910. Не пропуштајте да бидете дел од најдобрите концерти со неповторливиот Јордан Митев. Сабота, 21 октомври, Macedonian Community Hall, Ньюкасел. Се гледаме. А сега, почитувани слушатели, да ги проследиме и вашите желби и честитки. Со песната "Ете мајко" решив да се женам. Со најубави желби и честитки, од се срце му честитаме бракот на нашиот син и брат Бенџамин Кантаровски со сната Сера Виргили и му посакуваме убава среќа, голема љубов во нивниот заеднички живот. Овие желби ги праќаат неговите родители, таткото Љупче, мајката Кристина и браќата Алек и Мајкол Кантаровски. Со истата честитка му честитаме и на сватовите Роберт и Роза со нивната фамилија убавата радост.
Gdje si zema moma, lična moma ubava, bogata od dobra kuća i od dobar svoj. Gdje si zema moma, lična moma ubava, bogata od dobra kuća i od dobar svoj. Ede majko, rešim da se ženam, da ti najdam od menica. Neka čujam, neka zna svite, da se ženi, majko, sino tvoj. Ede majko, rešim da se ženam, da ti najdam od menica. Neka čujam, neka zna svite, da se ženi, majko, sino tvoj. Neka reči pesna, majko, se dozorite, dosta lutav pomejani so drugarite. Neka reči pesna, majko, se dozorite, dosta lutav pomejani so drugarite. Ede majko, rešim da se ženam, da ti najdam od menica. Neka čujat, neka zna svite, da se ženi, majko, sino tvoj. Ede majko, rešim da se ženam, da ti najdam od menica. Neka čujat, neka zna svite, da se ženi, majko, sino tvoj. Da se ženi, majko, sino tvoj. Со песната Нека чукнат тапаните на нашиот мил и сакан внук Бени Кантаровски со сната Сера Виргили му посакуваме и му честитаме бракот, голема среќа, убава љубов да ги прати во нивниот заеднички живот и на двајцата му посакуваме да се среќни и весели во заедницата. На зетот Љупче, ќерката Кристина и на внучината Алек и Мајкл Кантаровски и за нив сега побрзо за свадби да се веселиме. На сватовите исто така Роберт и Роза со нивната фамилија, честито убавата радост. Сето тоа од се срце го посакува нивната многу сакана баба, Нада Кацева. Čujat selanite, celo selo neka pije, se do kapka da se ispije. Neka čukna tapanite, sada čujat selanite, celo selo neka pije, se do kapka da se
čekam do 3 sela golemi. MC imam rujno vino crveno, da prečekam do 3 sela golemi. Neka čukna tapanite, sada čujat selanite. Celo selo neka pije, se do kapka da se ispije. Neka čukna tapanite, sada čujat selanite. Celo selo neka pije, se do kapka da se ispije. To milo će do najmilo. Tu sme došle po nevesta ubava, za naše to milo će do najmilo. Neka čukna tapanite, sada čujat selanite. Celo selo neka pije, se do kapka da se ispije. Neka čukna tapanite, sada čujat selanite. Celo selo neka pije, se do kapka da se ispije. Čukna tapanite, sada čujat selanite. Celo selo neka pije, se do kapka da se ispije. Neka čukna tapanite, sada čujat selanite. Celo selo neka pije, se do kapka da se ispije. Почитувани дами и господа, Република Ентертеймент со гордост ви најавува спектакуларен концерт на легендата на македонската народна музика Јордан Митев, заедно со неговиот оркестар од Македонија. Сабота, 21 октомври, Macedonian Community Hall, Ньюкасел. Почеток 7:30. Карти кај Петер 0411 673 073, Петер Д 0414 223 214, Риста 0414 296 910. Не пропуштајте да бидете дел од најдобрите концерти со неповторливиот Јордан Митев. Сабота, 21 октомври, Macedonian Community Hall, Ньюкасел. Се гледаме. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната "Денес свадба правам" на саканиот внук и братучет Бени Кантаровски, со сната сера Виргили, му очеститаме бракот да се стрекни весели во нивниот заеднички живот, а на нумкото и деверо и нив му честитаме убавата очекувана радост, а на зетот Лупче, сестрата Кристина и на внуците Алек и Мајкол Кантаровски му честитаме убавата очекувана радост. Исто и на сватовите Виргили му честитаме радоста Роберт и Роза со фамилијата. Овие се убави желби испратени од тетката Сузи, тетинот Тони и брачедите Роналдо и Доменик Капоникија. Svadba pravam, ke se ženam
prečekaj, dali vino, ajde, da se napijam. Igraj tatko, ajde, pari ne žali, što je sve kor neka vidat komši. Tene svadba prava, odam da ja baram, moj ta ljubav verna, talke mi ja dadam. Ajde kume napred, drugari i vije, odam da ja zemam, nevesta da mi je. Odam da ja zemam, nevesta da mi je. Со песната Свадба правам, насаканиот внук и братучет Бени Кантаровски со сната Сера Виргили, му го честитаме бракот да се стрекни весели во нивниот живот, а на нумкото и деверот му посакуваме најубаво да се веселат на овој ден. Исто на зетот Љупчи и на сестрата Кристина, со внуците Алек и Мајкол Кантаровски, му честитаме убавата очекувана радост и за нив сега побрзо да се веселиме. Овие убави желби од се срце ги посакуваат тетката Доен, тетинот Ами, брачедите Руби, Менджи и Джош Ангелози. Недела е свадба права, синот мој го женам, убав да е тој на мајка, сватови ке чекам. Недела е свадба права, синот мој го женам, убав да е тој на мајка, сватови ке чекам. Весело, ајде свате, крени чаша за младите, да наздравиме. Весело, ајде свате, крени чаша за младите, да наздравиме. Недела е гости дат, наши песни пеат, невеста во бело чека, гости да пречека. Недела е гости дат, наши песни пеат, невеста во бело чека, гости да пречека. Весело, ајде свате, крени чаша за младите, да наздравиме. Весело, ајде свате, крени чаша за младите, да наздравиме. Сите сега оро играат, невеста го води, ај со среќа денот да е весело да биде. Сите сега оро играат, невеста го води, ај со среќа денот да е весело да биде. Весело, ајде свате, крени чаша за младите, да наздравиме. Весело, ајде свате, крени чаша за младите, да наздравиме. синот мој го женам, убав да е тој на мајка, сватови ке чекам. Недела е свадба права, синот мој го женам, убав да е тој на мајка, сватови ке чекам.
veselo. Ajde svate kreni čaša za mladite, da nazdravi me. Veselo, ajde svate kreni čaša za mladite, da nazdravi me. Со песната Невеста Зедов најлична. Среќно устапување во бракот на Бенџамин со Сара и се најубаво во нивниот заеднички живот. Среќни, весели и со голема љубов. На фамилиите од двете страни му ја честитаме убавата голема радост и на други да се дочекаат. Овие убави желби се испратени од Тасе и Нада Стериовски, Криси Стериовски со фамилијата и Мелиса Палози со фамилијата. Najlična Zedovo nevesta, ajde svadba vesela. Svadba se pravi makedonska, svadba junačka. Ivo vaši kuki veselbi, vakada je vrateno. Site jadete, pijete, se plateno. Da si moja ljubav golema, otkako te vido se zaljubim, kako da te zemam, moja da si ti. Otkako te vido se zaljubim, kako da te zemam, moja da si ti. Najlična Zedovo nevesta, ajde svadba vesela. Svadba se pravi makedonska, svadba junačka. Ivo vaši kuki veselbi, vakada je vrateno. Site jadete, pijete, se plateno. Sreken i lupuva, deneska se ženi i se raduva. Od Prespa Bitola do Australija, svetot neka vidi svadba vesela. Od Prespa Bitola do Australija, svetot neka vidi svadba vesela. Najlična Zedovo nevesta, ajde svadba vesela. Makedonska, svadba junačka. Ivo vaši kuki veselbi, vakada je vrateno. Site jadete, pijete, se plateno. Svadba vesela, svadba se pravi makedonska, svadba junačka. Ivo vaši kuki veselbi, vakada je vrateno. Site jadete, pijete, se plateno.
Почитувани слушатели, да проследиме уште една желба. Комитетот на ВМРО ДПМН од Нјукастел, на сите членови, симпатизери на ВМРО ДПМН и на сите македонци на секаде, им го честита големиот македонски празник Илинден, со убавата песна за Цапари, испеана од Орце Стевковски. Да ја слушниме. Knjiga je zapišano, po pesna je opejano, to a što se slučilo po selo Capari. 9 dolgih godini svadba ne se napravi, pesna ne se zapeja, oro zaigra. Od žal za site junaci, hrabro što zaginaja, braneći go Capari i Makedonija. To na Ilinden, braneći go Capari, stoji 50 kumiti života doa. 9 dolgih godini svadba ne se napravi, pesna ne se zapeja, oro zaigra. Od žal za site junaci, hrabro što zaginaja, braneći go Capari i Makedonija. Hiljadi askeri go sardisale Capari, bo teška borba neravna gori Capari. 9 dolgih godini svadba ne se napravi, pesna ne se zapeja, oro zaigra. Od žal za site junaci, hrabro što zaginaja, braneći go Capari i Makedonija. Braneći go Capari i Makedonija. Да ги проследиме уште една соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Среда, 2 август, е големиот верски национален ден, Илинден. Верски посветен на свети пророк Илија, а национален, пошто се удрени темелите на државноста на Македонија преку заседанието одржано во манастирот Прохопчински, заседанието Асном. По повод големиот верски ден ќе се отслужи света служба од 9 сатот сабајлето. Потоа ќе се одржи панахида пред споменикот на Гоце Делчев во чест на паднатите во станици од елигденскиот период, потоа борците од Првата и Втората светска војна, како и настаните од 2001 година. После тоа сите организации од нашата општина ќе положат свежо цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев и ќе се прочита мала историја за Илигден и Гоце Делчев. Нека ни е честит и вековит овој голем ден. Соопштение од нашата управа во нашиот Македонски културен центар и пензионерското друштво Гоце Делчев. За големиот празник среда Илинден се одржува служба како и секоја година. После службата се оди надвор во црковниот храм пред споменикот на Гоце Делчев. Се чита панахида, а после тоа се оди во салата каде ќе има мезе за сите присутни од управата овде во Нјукастел на пензионерското друштво Гоце Делчев и еден пијалок.
се организира концерт во нашиот македонски културен центар Ньукасел со најпопуларниот од убава Македонија, Јордан Митев, во придружба на неговиот оркестар исто од убава Македонија. Во Ньукасел доаѓаат во сабота на 21 октомври со почеток во 7:30 часот вечерта. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073, Пида Драгарски 0414 223214 и кај Ристо Веловски на 0414 296910. Да проследиме нешто и за Илинден. Честитка од ВМРО ДПМН по повод Илинден. ВМРО ДПМН на сите граѓани им го честита најсветиот ден на македонската историја, државниот празник Илинден. Илинден е денот кога го празнуваме непокорот и ја славиме победата, но истовремено им оддаваме и почит на сите оние кои без разлика на нивната вера, припадност и убедување го дадоа животот за слободна и независна Република Македонија. Денес со гордост се сеќаваме на делата на илинденците од двете славни епопеи од 1903 и од 1944 година. Нашиот народ на ден Илинден, 1903 година, го запали огнот во срцата на сите оние кои мечтаја за слободна држава и преку пожртвуваност, храброст и љубов кон Македонија тргна во безпоштедна борба за вечниот стремеж за конечно ослободување. Огнот не престана да гори во време на народно-ослободителната и антифашистичката борба, така што на 2 август 1944 година се оствари вековниот сон за собствена државност на првото заседание на АСНОМ во манастирот Прокоп Чински. Борбата на еден народ не престанува со еден историски чин. Тоа е процес, тоа е континуитет, тоа е чувство што треба да го има секој од нас. Илинден е денот кога си припомнуваме за оние кои ги дадоа своите животи за слободата. Си спомнуваме на Гоце, на Даме, на Питу, на Сандански и го превземаме нивниот завет. Тие ни оставија аманет како треба да се сака, да се гради и да се чува нашата татковина. Нивниот пример е обврска за секоја една генерација безусловно да ја води својата борба за напредна и поуспешна Македонија. Нивниот сон за слободна и независна Македонија денес е реалност, а наша должност е тој нивен сон да продолжи. Нека е честит и вековит Илинден, нека е вечно делото на двата Илиндени 903 и 44 година. Нека е вечна славата на борците за слобода и државност. Нека е вечна нашата татковина Македонија. Илинден голем национален и православен празник. Денеска е Свети Илија Илинден празник кој двојно го прославуваме и верски и национален. Според верскиот календар Свети Илија беше евреин. Живееше далеку пред Христа, потекнуваше од градот Тесвит, пошто и беше наречен Тесвиќанец. Кога се роди, околу него татко му виде Божји ангели како го повиваат во оган и го хранат со пламен, што окажуваше на неговата подоцнежна препорачба сложба. Младоста ја помина во постојано богомисление и во молитва, честопати повлекувајќи се на пусти места. Прорече многу настани и направи голем број чуда со силата Божја што беше во него. Пред крајот на неговиот земен живот го избра за свој наследник пророкот Елисеј, а потоа се вознесе на небото во огнена кочија. Се јави пак при Христовото преображение, а ќе се појави пред второто Христово доаѓање. Именден слават Илија, Илина, како и оние кои носат веријанци на ово име. Но, исто така, Илинден има посебно значење за историјата на македонскиот народ, заради тоа што на 2 август започнало Илинденското востание во 1903 година, а во 1944 година е одржано првото заседание на АСНО. Денес, илинденската традиција е испреплетена со патриотски, фолклорни и религиски символи, што го прави Илинден еден од најважните празници во Македонија. Точно
40 и неколку години по Илинденско востание во манастирот Свети Прохопчински во близината на Куманово, 115 делегати го одржале првото заседание на АСНОМ, антифашистичко собрание на народно ослободување на Македонија, на која потврдена општествено правната положба на Македонија како равноправна федерална држава во рамките на Југославија. Заседанието го отворил Панко Брашнаров, најстариот делегат и сведок на двата Илиндена со зборовите: денеска е вториот Илинден, последен Илинден на неслободна Македонија. Се стават темелите на македонската држава. Избран е президиум на АСНОМ во состав Методија Антоновченто, председател, Панко Брашнаров и Емануил Чучков, подпредседатели, и Љупчо Арсов и Владимир Полежиновски, секретари. Заседанието усвоило неколку документи со државнотворно значење. Решение за конституирано на АСНОМ како врховен законодавен и извршен представнички орган на Демократска Македонија. Решение за воведување на македонскиот јазик за службен јазик во македонската држава и Декларација за основните права на човекот и граѓанинот на Демократската Македонија од 28 до 30 декември во Слободно Скопје е одржано второто заседание на АСНОМ од 14 до 16 април 1945 година, третото заседание на АСНОМ, кога е избрана влада на Народна Република Македонија и се оформени органите на власт на новата македонска држава, создадена во текот на Народно-ослободителната војна. За навек ќе се сеќаваме и твоето име ќе го славиме. Неправдено очите твои изгасна, но денес со гордост со твојот пламен и спомен пред твојата биста се поклонуваме. Ти, ангелу на слободата, вечно ти благодариме. Гоце Делчев пред многу зими, пред многу лета, јунакот Гоце се борел за слободна Македонија, горел. Во него имало огромна сила, земјата си е бранел мила. Пред бистата негова, свежо цвеќе ние оставиме и голема почит му даваме. Нешто и за здравието. Хормонална инекција која лечи мамурлак. Американските научници работат на инекција за трезвеност, која што би можела да помогне при закрепување од негативните последици на мамурлакот. Истражувачите од Универзитетот во Југозападен Тексас на лабораториски глувци им дале прекумерна доза етанол, еквалитетна на прекумерното конзумирање алкохол кај луѓето. Потоа на алкохолизираните заморчиња им бил врбозгуван хормонот, фактор на раст на фиброластите, кои што се наоѓаат во црниот дроб. Хемикалијата испратила сигнал до мозокот да се заштити од штетното дејство на алкохолот. Научниците откриле дека на глувците со природно пониски нивоа на хормонот им треба подолго време да се опорават отколку другите. Се покажа дека високите дози на овај хормон значително го забрзуваат отрезнувањето преку стимулирање на мозочните клетки поврзани со возбудувањето, дури и кога нивото на етанол во нивните тела не е променето. Познато дека овој хормон штети од лошите последици на алкохолот со тоа што побрзо го разградува и ги стимулира мозочните клетки. Глувците беа тестирани во однос на рефлексот и рамнотежата по изложувањето на етанол. Раководителот на истражувањето доктор Стивен Клиф од Универзитетот во Тексас рече дека се надева дека овие наоди ќе бидат корисни во лекувањето на пациентите во акутно труење со алкохол. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 на минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Nahanta. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.